За почеток, Бојан, можеш ли да ми кажеш од каде дојде идејата, љубовта да се вклучиш кон актерските води и кон штиците што љубов значат? Од каде потекна љубовта кон актерството? Познато ми е прашање од негде. Па мислам дека еднаш ти кажав, ја и ти приватен муавет си правевме муавет, па сега споделам и со гледачите. Значи, ја знам дека ќе бидам глумец уште пред да знам дека ќе бидам глумец. Ме разбираш? Значи, тоа се десило у градинка кога сум бил. Еден ден зборел цел ден дека ќе бидам глумец. Не се ни сеќавам ја на моментот, само знам дека мајка ми има прераскажувано како учи таа негова телка, така ги викаат сега. И кажувала цел ден, вика, збори глумец, ќе биде од нигде никаде, сум почнал да зборам, јас ќе бидам глумец. И на сите сум ми кажувал на децата на еден по еден, јас ќе бидам глумец. Што ми значи од кај тој муавет појма немам. Али ето од тогаш па на вајда. Од 2 години. Од година, 2. Сите те препознаваат како Ице од серијата Наше мало. Како дојде до тој проект, како влезе во тој тесен круг на актери? Па добро, мојата генерација, значи сега тие што имаат меѓу 25 и 35 години, многу добро се сеќаваат. Овие помладите помалку се сеќаваат, зборам овие сега што имаат околу 20 години, пошто Наше мало прави 20 години оваа година, мислам дека. Што значи дека тие што имаат сега 20 години не биле родени тогаш, ме разбираш. Сега едино овие што се помаливи генерации, што се имаат меѓу 12, 15, 18, тие па појма нема што е Наше мало или па гледале нешто по YouTube, ме разбираш. Така да веќе тоа со Наше мало завршува. После овие 8 години бавење со стендап веќе не го слушам него Ице, туку сега веќе го слушам само него Бојан, што е у принцип добро. Наше мало беше еден сериозен проект во кој што илјадници деца беа на кастинг, илјадници деца беа фотографирани, илјадници деца беа снимани, интервјуирани и така натаму, и на крај се сведе на еден тесен круг од по 15 деца, за секоја улога по 15 деца. И секој ден во тоа финале во кој што бевме за тие 5-6 улоги, одевме секој ден по 5-6 сата и секој ден испаѓаше по едно дете. Значи денес ако сум биле 15, утре дента на едно дете му се јавуваат и му кажуваат дека испаѓа од конкуренција, дека не треба да доаѓа. И така еден ден по ден, за 2 недели се изфилтрира таа цела кастинг листа и на крајот едноставно останавме некои 5-6 души унатре и се сеќавам на муабетот на, мислам дека беше Мони Дамевски, кој што тогаш не собра во едно кујниче, такво едно мало кујниче, 6 деца, 7, и ни кажа, и ова ни го кажа сега што ти го кажувам, дека илјадници деца биле интервјуирани и поминале низ нивните раце со кастинзи, со листи, со прашања, со снимање, тогаш на лента се снимаше, немаше ова сега вакви работи. И ни кажа тогаш, добро се сеќавам, он не рече дека сме, но рече веројатно е дека покрај толкав голем кастинг, многу е веројатно дека вие, кои што сте избрани од дека 5-6 души, во моментот во Македонија сте меѓу, барем според нас, најталентираните деца за оваа работа. Што значи дека тогаш, не велам дека сме најталентирани, тоа се зборови на Мони Дамевски, во тоа време дека тие деца што ги одбрале они, сепак многу деца испаднале за да бидат тие деца таму и на крај се покажа како многу успешен кастинг, пошто серијата беше стварно, имаше некои мерења кои што покажуваат дека 75% од луѓето во Македонија во тоа време ја гледале серијата активно, а 95% од популацијата во Македонија во тоа време гледале барем по една епизода, што е, мислам, неверојатно. Мислам дека е доста квалитетен проект, затоа што сега и на новиот канал, што е на јавниот сервис детскиот канал, во програмската шема е доста актуелна, се пушта доста често. Ја даваат сега пак, појма нема, стварно. Ја даваат? Да, на детскиот канал, тие што ги пуштија сега новите. Следното прашање ми беше, мислам дека ти си еден од првите официјално како стендап комичари кои што функционирате, првиот официјален стендап комичар. Првите проекта, да. Да, како се реши на тој чекор да го смениш
да ја смениш насоката од актерството, класичното актерство кон стендап комедијата? Па добро, таа одлука јас ја имав уште средно, со тоа што тогаш средно појма немав дека се вика стендап. Значи првиот мој настап средно на некој собир беше на кој што се собира сите средни школи у Скопје на саем. Тој саем се веќе не постои за жал. Тогаш на саем, че тоа е некоја хала кај што собира 1000 души, 1200 души и имаше еден куп штандови и имаше една посебна хала за околу 600 луѓе, каде што имаше бина и тука настапува од секоја школа по некој. Нормално, ја од мојата школа бев избран, тоа беше некој логичен избор, затоа што јас тогаш кога настапував на таа хала, уште се снимаше Наше мало, јас бев прва година средно кога заврши Наше мало, ова се дешава втора година средно. И настапив со еден вид кој што беше вид као вид, основата беше вид, али јас го земав вицот, го направив у материјал од 10 минути и го кажував на струмички дијалект у струмичка носија. И многу беше тоа интересно и тогаш уствари тоа е мојот прв настап кој што некој наликувал нешто на стена. Нешто слично како онаја Игор Џамбазов што го правеше со вицката од Босилово. Ме разбираш? Да. Истиот принцип, само 10 години раније. И од тука на факултет кога се запишав, немав појма дека ќе работам, го заборев тој момент, но втора година на факултет почнав да размислувам на таа тема, а кога завршив факултет дефинитивно се решив да влезам малце подлабоко, бидејќи веќе втора година и трета година на факултет веќе почнав да прибирам некоја литература, бидејќи во тоа време пак не беше така све достапно околу интернетов и сите тие работи. Немаше толку многу и пристапи до YouTube и сето. Сега е се многу подостапно. Сега збориме пред 10 години, разбираш. Така што не е дека бевме ние камено доба, ама не беше така баш све едноставно и толку натацно. Да, беше малку, требаше да се потрудиш и например некои специјали кои што ги има снимано во Америка, америчкиве звезди ги добивав не преку интернет, тоа не беше возможно тоа време. Ги добивав на као цедиња, као режени, као нешто од тој стил од мои пријатели, другари кои што патува и ми ги купува и ми ги носеа, ги гледав и ја така учев тогаш на почетокот. А кога веќе почнав со клиповите, тоа е негде 2011 година на YouTube, тогаш веќе се беше достапно, YouTube беше сериозно достапен, 2011 или 12 така нешто беше и веќе тука сум сериозно решен дека ќе го правам тоа, затоа што почнаа веќе се да го прават, беше тука сме негде со Маријан недела 2 разлика сме во клиповите, така 2-3 недели сме разлика и со Никола од Охрид, така да ние тројца да речам ја оформивме на некој начин таа стендап сцена. Дали пред да се запишеш на факултетот за драмски уметности имаше некоја желба да пишеш факултет економија или правен факултет, или директно си сакаше да влезеш во тој факултет за драмските уметности? Не, никогаш не сум сакал друго да учам. Можеби сум сакал други некои работи да ги работам, или да бидат дел од мојот живот пропратни ствари. Поревни, но да бидат дел од мојот професионален ангажман или некаков ангажман, но далеко тоа дека сум размислувал за друг факултет или дека сум размишljал за ќе сега прво ќе пробам правен, па ќе пробам психологија, па не, значи секогаш било само драмски, дури ми беше страф едно време, сам на себе си викам, добро, ако не ме примат, што ќе правам ја без држ, што ќе правам, кај кидам ако не сум на драмски. Друга работа што ме привлекувала во тоа време е, да речам, пратев доста политика, доста во Америка, да речем, и во Британија, ги пратев стварите, ми беа интересни, па аналогно на тоа нормално мора да пратиш и дома што се дешава, така што да речем, сум имал некоја желба и за политика и за такви работи. Така да, веројатно, ако не завршев на драмски, можеби ќе запишев нешто блиску до тоа. Како Бојан се справува со периодот на короната? Дали тој и наоѓа инспирација за создавање на текстови, за да пишува текстови, односно за наредните гостувања кои што ќе бидат низ градовите низ Македонија? Инспирација има колку сакаш, сега конкретно со коронава, јас ја користам ситуацијата. Види, мене короната не ми смени многу, ми смени однос на настапите, ми се откажа оној викенд кога се донесе мерката за
нели беше први настани до 1000 луѓе, па и тоа го укина, па ден кога го укина, јас веќе нареден ден, тоа беше четврток, јас нареден ден веќе требаше да бидам во Свети Николе, саботата и неделата требаше да бидеме Кавадарци и мислам дека беше Прилепса, не ме паѓа за збор. Така што ми смени доста во однос на планот за настапи за тој период, а инаку јас секако планирав да ги намалам настапите после мај месец, од јуни до декември, сериозно да намалам со настапи, затоа што овие 3 години, ако продолжев до јуни ќе беа 3,5 години, буквално не сме застанати заедно со Стендап Македонија, со продукцијата каде што сум, и имаме направено, нема град у Македонија каде што не сме биле, освен Македонски Брод, Пешчево и Кратово, на тие 3 места не сме биле. Во сите други градови во Македонија сме биле меѓу 3 и 7 пати во 3 години, вклучително и у Каменица. У Каменица сме биле 2 пати, таму сме биле 2. Да. Сите други градови сме биле 3 до 7 пати и јас секако планирав да ги намалам настапите, а за сметка на настапите да се префрлам на YouTube и на Facebook и да правам клипови за да се вратам малку на тие социјални мрежи и медиуми, затоа што ги запоставив, а луѓето многу ми ги бара клиповите од една страна, а од друга страна веќе се исцрпив и себе си и својот материјал, и психички и физички се исцрпив и сметам дека е малку време да се трнам, да ги оставам луѓето да дишат малку од настапиве и да се префрлиме на друга алатка и еве сега тоа се покажува како нешто феноменално. Еве сега пред 2 дена извадив клип за Бидермајерот. Значи моја стратегија се покажува скроз како точна, пошто клипот за Бидермајерот има 150.000 прегледи на Facebook. Без да го бустаме. Ме разбираш? Така да. Значи дека луѓето стварно сакале да ме видат на Facebook, а јас не можам да ги работам двете ствари, да правам и клипови на социјалните мрежи и да настапувам 160-70 настапи годишно, стварно ми е, бидејќи имам и жена, и дете, и домашни обврски, и плюс работам други ствари, и стварно ми е, не можам да стигнам све одеднаш. Зашто не кем да биде, можам, ама не сакам да биде неквалитетно, сакам тоа што го правам да биде поштено. Така, кога веќе спомна дека имаш гостувано 2 пати во Каменица, јас добро се сеќавам на ситуацијата. Како дојде до идејата за честитањето на твојата девојка за роден денот со CD-то од македонскиот пејач со песната Роден ден? Како се инспирираше за таа ситуација? Шо се, кој е пејачо? Знаеме го пејачо се, шо? Се правиме уловите, чек се напие малку. Пејачо е еден многу квалитетен, се шална страна, квалитетен пејач. МС од Западна Македонија. Не, како ќе му дое? Па не е дали, не е баш за, тама натака оди малку. Значи една прекрасна песна Рогендан, мала забава. Види, причата ја знаат многу низ Македонија, пошто таа фора ми е стара едно 5-6 години и да речеме сум ја експлоатирал доста низ Македонија, што значи доста луѓе, скоро на сите настапи сум ја зборал во на прва или втора тура кога сме ја правеле низ Македонија. Така што не е тоа инспирација, тоа е вистина. Јас стварно тогаш девојка ми беше Каролина, и купив CD од Маријан Стојановски, мислам не и купив пошто тоа CD не постои, и направив CD со песна од Маријан Стојановски и до ненајавен на роден ден 3 сата порано и го поклонив CD-то као поклон за роден ден и она бесна тука нервоза, пошто вајде очекуваше нешто поскупо, не знам, по-оригинално, а по-оригинално од CD што не постои, јас стварно не знам дали може некој се сети на тоа. Не знам што е проблемот. Не сега ја прашам, што ти е проблемот? Не те разбирам. Мислам дека сега во овој период тука на тераса сум, што значи дека тука ќе спијам. Ќе се снајдеш, не е проблем. Не ми е ладно, винте си земам, пошто ако не пак со малото ќе си легнеш, нема да биде проблем. Не. Него му е галја, него топло му е. Јас што правам тука на тераса? Кога веќе зборуваме за периодот на коронавирусот, значително се намалени приходите кај вас актерите, бидејќи немате гостувања, немате представи. Како функционирате актерите? Дали ви сте вработени со некој театар или институција што е во склоп на Министерството за култура и
примате некои редовни примања месечно? Значи, вака, сега не сум вработен театар, но ќе ти кажам што се дешава во театар. Значи, во театар глумците се земаат плата без разлика дали играат или не. Значи, тоа име, како ти кажам, добар ден, добро утро, седел дома, идел на работа, работел, дали играл у 4 премиери и изиграл 200 представи годината или седел дома, вртел скара по цел ден и си ги шетал 200, он платата ќе си ја земе. Таков е системот кај нас. И ја не го мислам, нити имам против, нити сум за, едноставно така било од секогаш и тоа е тоа, живи здрави. У однос на мене лично и стендапот и тие приходи што ги кажуваш, фала Богу, јас и Каролина сме и двајцата вработени, сосема солидно заработуваме, да речем, за една нормална живеачка. Не да купуваме кола секој месец или, не знам, да одиме на скијање у Копалник или не знам што, али имаме... Да се истера македонскиот живот. Така, да, македонскиот сон да се истера, значи да си имаш саламче, кашкавалче дома. Не имаш амерички сони, амерички сони, куќа, кола, тревник тука пред куќето да имаш, да идеш на одмор 3 пати у годината, тоа е амерички. Да, македонски сон ти е куленче, кашкавалче да има дома, пелени за детето, покрив над глава и платени сметки. Тоа е македонски сон. Кога веќе ги спомена одморите, мислам дека оваа година ќе ги посетиме нашите туристички дестинации, бидејќи многу тешко ќе биде патување на одмор во странство. Ја мислам дека може и нема да ги посетиме и нашите туристички дестинации. Не знам како ќе одлучи владата понатаму, но што знам, добро би било да е се окей за да може тоа да се деси. Инаку мене ако ме прашуваш, ја би, ако едно лето не отидеме на море, мислам дека ништо или на езеро нема ништо да не се деси. Ја мислам дека е тоа, ме разбираш. Поарно да седиме мирни уште месец, два, три, за да се отарасиме од овој час поскоро да тргнеме, отколку да се тргнеме нормално да живееме, отколку да ни се деси, ме разбираш, нешто пак слично на ова. Така да, мене ако ме прашуваш, мене не ми смета, ја не сум бил пред твој дан се роди, не можеме да одиме нигде 2 години, 2 години не сме биле нигде. Ова ќе не биде трета вајда, идеме на планина напред. Еве ти планина на позади. Јас сум у Скопје, ама цело време на планина, ме гледаш? Да. И од планина идам пак на планина. Си одиме на планина, 1000 метра во Биртуше, си седиме таму, супер ни е, си јадеме овчо сирење, си јадеме краставички, патлижанче, малиот трча по ливади таму. Не гледам ништо лошо од тоа, не мора да биде пак секој пат море. Тоа го сфатив од кога ми се роди детето. Не мора секој пат да биде море, што мора да биде езеро море. Мислам дека и подобро да се отиде на планина. Барем според моето лично мислење. А јас сега, например, не би идел никад, не би идел сега у Охрид, ја би идел у Берово. Да. Би идел у Делчево, горе таму на. Така? Да. Има прекрасни предели со прекрасна природа, чист воздух, да едноставно тие се белите дробови на нашата држава, богати со дрвја, сакаш зимзелени, сакаш листопадни, убавина за душа. Види, коронава ќе донесе некои промени сигурни у туризмот и види, нешто ме обидно да се гледат позитивно на работите. Еве, свативме многу работи сега. Свативме дека можеме да работиме и од дома, така? Јас знам еден куп мои пријатели што работат по странски фирми, со седиште во Македонија, тука си имаат канцеларии, нели, ама се странски фирми. И кои што работата им е врзана нон-стоп иде у канцеларии, сега и работат од дома и како функционирате, заврши 2 пати поише работа од дома него ли на работа. Ме разбираш? Така што направивме, еве не знам, ја посетувам сега да речеме Академија за човечки ресурси, посетував до пред месец дена ја завршив, пред 2 недели. Вториот дел од предавањата со професорите не беше онлайн, ти седиш дома, си пиеш винце, кафенце, си мезиш, си правиш даскиче тука со тебе, си гледаш, си слушаш некој професор тамо од Аустрија, од Германија, си предава, си седиш ти дома. Не мора он тука да доаѓа, не мора ти таму да одиш. Ме разбираш? Многу заштедуваш у време, све се заштедува. Многу е полесната самата процедура на неформалното образование или едукација. Едноставно ти е потребно само добар интернет конекција, некоја алатка, да. Направи еден куп таму алатки, можеш ова да изадиш сега онлайн, можеш тоа да изадиш онлайн, можеш. Оно може било и досадно и до сега, ама не сме имале појма, или барем они не се потрудиле тоа да го афирмираат. Сега сакале, некаде мора да го афирмираат. Значи, ова со коронава ќе донесе ствари кои што не ни текнале до сега да ги користиме, а усетот се користат години назад.
тие ќе отидат уште понапред, ама барем и ние ќе мрднеме малку. Ме разбираш? Пред малку ги спомна социјалните медиуми, како дали е добра комуникацијата со потенцијалната публика? Спомна дека има доста гледаност на некои видеа кои што се споделат доцна навечер во петокот до крајот на викендот, имаат илјадници прегледи. Ви даваат ли улеснување? Добро ли е комуникацијата со потенцијалната публика која што ја имаш? Мене ми се свија што ова за мене е со еден удар две муви. Ме разбираш? Што прва работа, јас секако мене короната не ми смени ништо од годишен план за 2020 година. Значи ние во Стендап Македонија работиме со годишни планови и јас како комичар веќе ова требаше да биде четврта година со која што ќе работиме со годишен план. Претходните 3 години, како што ти кажав, работевме меѓу 50 и 70 комерцијални настани. Значи тоа се кафичи, клубови, дискотеки, лаунж барови, настапи за општини, домови на култура и такви работи. Тука не ги рачунаме корпоративни евенти, не рачунаме свадби, во Скопје правиме по свадби сега, тоа почиња да биде актуелно. Да. Така да и оваа година правевме годишен план и кога ја извадивме таа статистика, пошто се осетивме уморни, мислам, јас пред се реков, дајте луѓе што се дешава, да маце што правиме низ Македонија и ни се случува еден момент да кади да одам, денес идам у Каменица, настапувам, 4-5 месеца ме нема, идам вртам низ Македонија, се враќам после 4 месеца у Каменица, прашувам, пример, у кафичот има 100 луѓе, прашувам дали имаш меѓу време стендап у Каменица или у Делчево или у Штип или кај сакаш, речи го. Сите викаат немаше у меѓу време стендап. Добро. Пак мене нема 4 месеца, и пак се враќам после 4 месеца. Добро, имаш ли у меѓу време стендап? Немаше стендап. Пак се враќаме нема годи. Тоа имплицира го тоа на 70% од градовите у Македонија. И сега се враќаме наназад ние што сме правеле цело 3 години и сваќаме дека ствари ја им досаден више на луѓе. Ме разбираш како мислам, они доаѓаат, се пунат кафичите, ама меѓу време не иде никој друг. Ме разбираш? Так. Едноставно решив да се повлечам некое време затоа што не сакав да ја презаситам публиката со едниот исти лик, едниот исти комичар, едниот исти начин на хумор, ме разбираш? И се затоа се решив да се префрлам на ова што е социјални медиуми, социјални мрежи и ги намалив настапите, така да планирано ми беше да ги намалам, така што мене короната не ми смени ништо во однос на тој план, а во однос на социјалните мрежи само ми ги убрза чекорите и ми помогна дополнително бидејќи луѓето седат дома преку викенд, нема кај да одат. Ми помага да едноставно публиката ми е баш на вака на дланка и кога ќе пуштиш клип едноставно се чекаат да се гледаат нешто интересно да им се деси и тоа дефинитивно мене коронава ми даде ветер во грб на клипови што ги направи. Така што комуникацијата ми оди супер со публиката, има многу позитивни реакции и еве сега денеска требаше да вадам нов клип, ама компјутерот ми е уаут. Така што чекам да ми се попре утре за утре и вадиме нов. Му недостасува ли на Бојан дружењето во кафич да пие кафе со другарите во друштво? Не. Ја у принципи не седнувам со другарите у кафич, пошто сум соработувал со многу по кафичи. Значи, како ти кажам, кафичи, лаунж барови, дискотеки, и ако искочам у кафана, тоа не е собировка, као, ајде седнеме 10 души, него секојаш гледам да е тоа нешто помало и да е тоа некое место кај што нема гужва, поинтимно. Не сега да не ме сватиш погрешно, не е муаветов као сега, ова звучи клише, знам, као се трнаме на страна, не, едноставно, кога си во неделата барем 2 пати некаде. Барем 2 пати, тоа е минимум. Цела година, секоја недела. Кога ти каже некој ајде идеме у кафана, ти му кажеш немој жити се у кафана. Те молам. Дај ке седнеме негде у парк, негде дојди кај мене дома, имам тераса, имам поглед, еве го, имам скара тука на ваква на плотна ресторанска, плин, све уво, ќе фрлиме 2 парчиња месо, ќе ти направам мезе, имам со поглед кон планина. Ди првокласно вино имам си за тие работи со малку фрик. Си имам супер, секогаш имам дома пршутче убаво, кашкавалче убаво, имам сиренце убаво, интересно, ме разбираш? Дојде дома ќе седиме, дај остај кафаните. А па на луѓето им си до кафана, па се шо да им правам?
Така што не ми фали мене кафаната, ми фали дружбата со луѓето. Тоа е дефиницијата точно. Што ми фали. Так. Еве сосем за крај, некоја позитивна мисла од твоја страна кон публиката да упатиш кон гледачите на Mnet? Дечки, јас знам дека не ви е лесно, знам дека многу работи ни фалат и знам дека многу работи сакаме да ни се десат сега одма и ова што е најважно со короната. Јас секогаш пробувам да гледам позитивна работа у негативната. Многу работи зимавме пошто зошто. Што викаат англичаните for granted. И зимавме онака, као седиме у кафич, пиеме кафе, голема работа. Ај седи се, колку ти фали се еспресо да седнеш да се напиеш негде. Така, Да. дури и мене некој пат фали еспресо едно добро. Мада ние на работа имаме еспресо, све окей, баш на профи и све, ама ти фали моментот на сонце, на площад, мата се измешаш со луѓе, така. Дури и мене некој пат ми фали. Да, така ти фали. На секого му фали така. А претходно ти било као, ајде сега таму ќе седнам, ајде секојдневие. Така, значи, она што треба да го научиме дека не смееме да ги зиеме работите здраво за готово, особено малите нешта, тие се многу важни. Еве, например, мене короната ми даде многу време да се одморам, ми даде можност, еве, на терасава да ја искористам максимално. Секој ден, ова не сум го правил кога сум активен, ако сум многу активен, не можам ова да го правам. Ме разбираш, ова ми еднаш неделно сум го правил, сега го правам секој ден. Една чаша вино, пршуче кашкавалци, си седам овде дека си уживам, ме разбираш. Така што Релаксација. малите нешта не ги земете здраво за готово. Тоа треба да го извлечеме како поука од коронава. Тоа е мојата порака до луѓето. Кога ќе заврши ова, ценете ги малите нешта многу повеќе отколку претходно што сме ги ценеле. Не да ги цениме нов телефон, и тоа е мало нешто, како нов телефон, голема работа. Ама не тие мали нешта, овие другите, суштинските мали нешта, тие се многу поважни. Тоа е мојата порака до сите. Така, почитувани гледачи, ова беше... Домувате, викам, да не ми доси. Мојата порака домувате, да не ми доси. Така, почитувани гледачи, ова беше Бојан Велевски и јас Благојче Костадинов како ваш домаќин во ова интервју. Ви благодарам што не следевте со големо внимание и се гледаме во наредна прилика. Имајте убава и пријатна вечер. Поздрав!